Почитувани гледачи, добро вечер. Еве ни со уште едно издание од емисијата Интервју. Морам да признам дека се наоѓаме во еден посебен политички момент во целата држава, вклучително и во Прилеп, ако имаме предвид она што ни се случува во последнава недела. Токму од тие причини, овој пат се одлучивме за гостин овде во студиото, во емисијата Интервју, да биде човек кој мислам дека е компетентен да каже малку повеќе и за актуелните случувања во земјава и во градов се разбира, односно во општинава, а се разбира и во другите сегменти во кои тој е вклучен. Имено вечерва со нас овде во студиото е господинот Боше Талески, инаку попознат како раководител на Оделението за администрирање со даноци, во исто време и председател на управниот одбор во градската болница во Прилеп, а исто така и секретар во Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Значи имаме повеќе работи на кои што ќе можеме да говориме и како што реков и на почетокот, токму заради тоа сметам дека е компетентна личност за да проговориме на темите кои што се наметнуваат. Добро вечер и добро ни дојдовте во студиото на Канал Визија. Добро вечер. Благодарам за поканата да бидам гостин во вашето студио, во вашата емисија и во вашиот ценет медиум. И пред се сакам да се заблагодарам за најавата со која што ме представивте пред вашиот аудиторија. Токму затоа јас и така ја почнав емисијата. Вие не сте прв пат гостин во мојата емисија, меѓутоа сега мислам дека имаме една специфична ситуација во која што се најдуваме, а која сите ми се чини дека подеднакво не тангира. Имено изминатава недела ни се случува, иако тоа трае подолго, ќе кажам, можеби 2 месеци уназад откако почнаа тие фамозни бомби. Меѓутоа, еве полека, за жал, се прелеваат работите и по општините со тоа што се прават протести, облици на незадоволство, зад кои, застанува официјално или неофицијално опозицијата. Вие сте секретар, рековме, во Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ, меѓутоа тоа мислам дека ви дава за право да имате некаков став и личен, но и партиски околу сите овие случувања. Благодарам за прашањето. Се разбира дека ова што се случува овие денови е актуелно и ја преокупира не само прилепската, туку и македонската јавност. Јас како во својство на секретар на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ, која што патем речено е функција за која што ми е чест, што ја бавувам и исто така представува една силна обврска и силна одговорност заради тоа што да се биде дел од Општинскиот комитет на најсилниот огранок, на најсилната и најмојкната политичка партија во Република Македонија, ВМРО ДПМНЕ, навистина представува една посебна задача и официјалниот став на ВМРО ДПМНЕ, значи како политичка партија, е дека за сето ова треба најпрвен да има една судска разврска заради тоа што се прекршени поголем дел од законските одредби во делувањето дали на поединци или на групација. После тоа дали ќе има некаква политичка или друга разврска, тоа ќе го покаже времето. Инаку ова деструктивно однесување на опозицијата во континуитет се случува. Се разбира дека начинот на кој што Социјалдемократскиот сојуз действува вон парламентарно не е нешто ново и ексклузивно во политичкиот живот на Република Македонија од нејзиното осамостојување. Нели ВМРО ДПМНЕ и коалицијата во 94 година до 98 година абстинираа од тој демократски амбиент од парламентот на Република Македонија. Дали тоа беше долгорочно исправен процес, покажа времето. Нели ВМРО ДПМНЕ подоцна од 98 до 2002 година во недостаток на еден кадровски, политички, програмски континуитет не се снајде баш најдобро со практицирањето и предизвиците кои што ги носи власт, нели практицирана на едно државно ниво. Така да, за да може да действува, предпоставам, Социјалдемократскиот сојуз и да го чува огнот во своето партиско членство, потребно беше нешто ексклузивно, вон парламентарно. Меѓутоа и овие бомби се видени на политичката сцена, нели порано носеа име Сината птица или Големото и така натаму. Меѓутоа, ако во тие времена и можеше да има некаков ефект, и тоа беше дел од еден политички амбиент, од еден политички фолклор, не беше трошење на целокупната енергија на опозицијата во тоа време, туку тоа беше само едно од средствата со која што се служеше Социјалдемократскиот сојуз. Денес гледаме дека тоа всушност представува главно политичко действување и целокупен потенцијал и енергија на партијата околу овие настани случувања. Јас би рекол дека
во континуитет. Во изминатите 10 години Социјалдемократскиот сојуз направи еден платформски, еден идеолошки дисконтинуитет. Ние не можеме да препознаеме, не само како ВМРО ДПМН, туку и како јавност, како граѓани, една вистинска левица, значи она која што треба да биде реформирана, нејзината идеологија, нејзината политичка понуда и нејзините кадровски решенија. Значи, она што е важно е дека современите левичарски партии, зборувам за демократските држави и на Балканот и во Европа, значи доживеа силна трансформација несли после падот на комунизмот. За разлика од тоа, кај Социјалдемократскиот сојуз ние не можеме да препознаеме нити кадровски, нити програмски промени. Многу е важно дека не можеме да слушнеме нити конзистентен, нити континуиран став по однос на националните и државните интереси. Значи, да не зборуваме дека за разните општествени реформски курсови кои што треба да бидат курсеви кои што треба да бидат важен темел на демократијата во Република Македонија, се уште немаме алтернативна политичка програма. Нити имаме да речеме кадровски решенија кои што ќе гарантира дека таа алтернативна политичка програма темелена на една современа левица би значила и остварување на тие програмски концепти. Од друга страна, велам дека заради тоа што ја напуштија можеби основната идеологија левичарска, ова сето личи на еден анархолиберализам и мислам дека сами го стеснија својот круг на действување, што од друга страна дополнително кај нас во нашата партија дополнително се зголеми одговорност. Како партија која што ја практикува власта во изминатите 10 години, 9 години на централно и 10 години на локално ниво, моравме ние да ја преземе одговорноста за најбитните национални и државни интереси. Значи, тука во континуитет ќе видите еден конзистентен став на нашата политичка партија дека ние сме за зачувување на уставното име, а доколку дојде до некаков компромис што ширум би ги отворил вратите на Република Македонија во големото европско демократско семејство со нашиот јужен сосед, дека методологијата ќе биде низ најдемократскиот чин, тоа е референдум, на кој што граѓаните, значи, ќе можат своеволно и самостојно да се изјаснат дали се или не се за тој тип на понудено решение. Меѓутоа, тука треба да се земат во предвид генерациите, претходници, предци кои што дале силни човечки жртви за една слободна и независна Македонија и нормално дека тука треба да се земи одговорноста за иднината на генерациите. Так. Јас би напоменал дека пред неполни 4-5 дена заврши конгресот на ВМРО ДПМН. Таму многу јасно и многу прецизно беа изразени ставовите кои што во иднина ќе значат действување на ВМРО ДПМН како политичка партија. Ние сосема отворено, значи во еден демократски амбиент ги признавме нашите слабости и нашите грешки. Ги воочивте едноставно и дека имате добра волја да ги коригирате. Тоа значеше дека се отвараат можности во тој дел да понудиме адекватни решенија и во наредниот период се надевам дека ќе дојде до корекција со што уште повеќе значи ќе го етаблираме политичкиот начин на наше действување. Овде јас морам нешто да прашам, дури сме на тоа да не заборавиме. Значи, велите дека ги увидовте своите евентуални грешки кои биле направени, дека имате добра волја да ги коригирате и така натаму. Меѓутоа, ова што и се случува сега на Македонија, остава ли простор за вие да можете како политичка партија да останете на тој курс, бидејќи гледаме како опозицијата објавува бомба, од другата страна се случува позитивна бомба во смисла на нови работни места, нови проекти и така натаму. Значи, ќе може ли да се опстане на тој курс ако се има предвид конкретно ете и последните протести, па закрвување меѓу народот и така натаму, што ми се чини дека
Не е во прилог на никого. Значи, најпрво би сакал да кажам дека како политичка партија ние силно апелираме сите политички партии да се однесуваат разумно, а институциите да се однесуваат одговорно. И се надевам дека ова е силен тест пред се за институциите и за демократијата во Република Македонија и дека сите ќе видат на висина на задачата. Ова, велам, представува една епизодна улога и тоа со никаков ефект нема врз политичкото, партиското, институционалното работење на ВМРО ДПМН, нели како партија која што заедно со коалицијата ја практикува власта. Ние и понатаму со едно пеколно темпо и во еден конструктивен работен амбиент најодговорно ќе се однесуваме кон превземените задачи во програмата која што имавме на минатите предвремени парламентарни избори минатата година. Нели таму сиот фокус беше на економијата, на отворање на нови работни места и да широка амбициозна кампања и програма која што бара многу енергија за да се намали она што представува голем проблем во Република Македонија, а тоа е невработеноста. Се разбира дека малку беа запоставени низа политички прашања, меѓутоа ние со дополнителна енергија силно ќе се посветиме и на тој сегмент и се надевам дека ВМРО ДПМН и понатаму ќе биде силна, мојкна и партија која што навистина во еден демократски амбиент ќе го практикува своето работење и исто така во еден демократски амбиент ќе ги води институциите во Република Македонија. Јас би потенцирал дека ВМРО ДПМН како политичка партија го изоде трнливиот пат од локално и државно потценување од страна на нашите политички противници, да стане една респектабилна партија не само на државно ниво, што го потврдуваат 9 изборни победи во 10 години, туку респектабилна партија и во семејството на европските народни партии. Исто така би потенцирал дека ВМРО ДПМН е во континуитет, се надоградува. Значи, воведе една нова политичка култура во действувањето на политичкото, би рекол, во политичкиот амбиент на Република Македонија. Нели во 2006 година се представивме со програмата Преродба во 100 чекори, каде што имаше сега за тоа време погледнато од овој аспект скромни само 100 проекти, меѓутоа веќе во 2008 година, охрабрени од ентузијазмот, енергијата и поддршката која што ни ја даде народот, таа програма ја проширивме и ја надоградивме. Во 2011 година имавме манифест со кој што нели се представивме пред граѓаните, однесовме една убедлива парламентарна програма за сето тоа да биде верификувано со програмата проверено нели на ланските парламентарни предвремени парламентарни избори. Дека остануваме позитивна партија, вие идентификувавте нели како медиум, месец април општинскиот комитет на ВМРО ДПМН како одговорна партија даде отчет за двегодишното практицирање на локалната власт и за едногодишното практицирање на државната, односно централната власт и проектите, идеите, докаде се, како се реализираат, кои се завршени, кои треба да почнат и во кој рок треба да завршат. Тоа представува наш начин на представување во јавноста и сето тоа уште би потенцирал дека излегува од нашата доктрина. Значи, ако отворите или на веб страницата на ВМРО ДПМН или се погрижите да ги прочитате материјалите, ќе видите дека во доктрината на ВМРО ДПМН во центарот на незиното нели промовирање на партиската платформа се најдува конзервативизмот. Значи, тоа значи зачувување на македонските традиционални вредности, човекот, меѓутоа не човекот онака како што го доживува левата идеологија, туку како сами поединец, туку како дел од семејството и дел од заедницата со промоција на неговите вредностни системи. Потоа тука ќе ја сретнете пазарната економија, која што во овие 10 години преку провладините мерки и политики, преку локалните мерки и политики се трудиме тој баланс на понудата и побарувачката да биде камен темелник на една здрава економија, што во генерална смисла на зборот, токму тој пазарен механизам представува и основа за сите демократски процеси понатаму во една општество. Само морам ќе ве прекинам малку од причина што условно вие сте првиот даночник. Кога сме веќе кај пазарната економија и кај позитивните бомби, условно, дали
Тоа значи дека останувате и вие, да го сведеме тоа и на локални рамки или општински рамки, бидејќи тука сте и најповикан, останувате на тој курс што го имате, бидејќи во овој период, додека ни се случуваат сите овие протести и така натаму, опозицијата вели дека државата и понатаму продолжува да се задолжува надвор, меѓутоа и го зема последното што го има од народот, за да може да ги прави условно тие позитивни бомби. Пие ли ова вода? Значи, силен демант има во реалната политика и стратегија која што ја води пред се локалната самоуправа и централната власт. Гледаме дека буџетот и на локално и на централно ниво е во одлична кондиција. Таму има силни буџетски правила и не може да има прекумерно задолжување заради тоа што после светската економска криза ниту една институција, ниту една банка, значи не може, значи тука има силни административни и бирократски процедури и силни оценки за фискалните капацитети дали на локално или на централно ниво. Јас би рекол дека на локално ниво ние уште во 2009 година ги намаливме даночните стапки за даночните обврзници, со што дадовме мал придонес кон тоа да процесот кој што го имаше на заживување на малите и средните фирми да продолжи, значи да леснителна околност беше во некоја тоа рака. Во тој момент беше аргумент со кој што ние помагавме за не по секоја цена секој денар од правните и физичките лица да биде собран и да остане во буџетот на единицата на локалната самоуправа. Туку нашите анализи минатиот месец говорат дека во изминатите 5 години 18% од севкупните приходи по основ на намалени даночни стапки остануваат во прилепското стопанство. Значи во изминатите 5 години скоро еден буџет кој што го администрира единицата на локалната самоуправа по основ на локалните даноци, такси и придонеси е оставен на располагање на малите и средни фирми за да можат барем тој дел да не биде ризичен за нивното работење. Така да тоа е најсилен аргумент и најсилен демант дека водиме една реална финансиска и даночна политика за сите обвинувања кои што сакаат нели социјалдемократите да ја манипулираат прилепската или македонската јавност. Значи ли ова индиректно дека граѓаните те конкретно и на нашата општина и за околните општини кои не гледаат дека нема опасност од евентуално зголемување на даноците и така натаму и дека за сега сето останува во рамките на она што досега е направено? Прилепчани како даночни обврзници се привилегирани заради тоа што имаме даночни стапки кои што се карактеристични за руралните општини. Така да тоа во овој момент представува па наш силен аргумент во отворањето на нов инвестициски циклус кај домашните, но и привлекување на странски инвестиции. Токму и тука еве сега имаме заинтересирани многу и странски инвеститори. Значи тука остануваме ли отворени како општина во смисла на повластување со цел да биде поголем бројот на и државната и локалната власт се на располагање на сите заинтересирани инвеститори кои што сакаат и увиделе дека има флексибилна локална власт која што стои на располагање, се со цел да отвориме едно место работно повеќе, се со цел да обезбедиме една екзистенција повеќе и да се чувствува една социјална сигурност кај било кој граѓанин на нашиот град и во нашата држава. Ние ќе останеме посветени велам на тој курс. Тој дава резултати, главните резултати ги очекуваме некаде при крајот на есента, кога големите најавени инвестиции во нашата држава, односно во нашата општина, ќе станат реалност. Ако погледнете во ниту една општина и во големите западноевропски градови, на едно место не можете да најдете такви гиганти, такви светски гиганти, какви што во овој момент имаат желба да инвестираат, се најавени, тоа се сериозни фирми, гиганти светски велам во своите бизнеси кои што ќе дојдат во Прилеп. Во прв ред тоа е Филип Морис, значи сите добро знаеме што значи тој во тутунската индустрија. Дупонт, тоа е една од мега инвестиција не само за Република Македонија, не само за Балканот, туку и во пошироки рамки. Значи се најава инвестиција од 250 милиони евра. Вие сте добро информирани за сите овие чекори на владата и на локалната самоуправа.
Понатаму Гентерм, кој што ако малку видите во CV-то за каква фирма станува збор, тогаш многу јасно ќе стане за каков гигант од автомобилската индустрија ќе биде присутен во нашиот град. Тука е Акомпласт, исто една сериозна германска фирма и инвестиција во нашиот град, и италијанската Бузи Бузи, а овие денови сме посетени од поголем број на инвеститори и домашни и странски, и се силно заинтересирани што е она што Прилеп го прави посебно привлечен за вакви инвестициски гиганти да дојдат во очигледно нашиот тука град. има и научната политика која што се води и повластувањата или како да речам условите што ги нуди локалната самоуправа за инвестирање. Тука е визијата на менаџментот предводен од градоначалникот на локалната самоуправа, градоначалникот на општина Прилеп, господинот Маријан Вистевски, неговата енергија, ентузијазам и визија за многу кратко време. Веруваме дека во Прилеп ќе бидат отворени повеќе од 3000 места, и ако на тоа ги приклучиме веќе и индустријските капацитети кои што се градат во индустријската зона во Прилеп 1, каде што веќе и подготовките се во завршна фаза, ќе ја понудиме и индустријската зона Прилеп 2 за многу кратко време, веќе е при крај таа бирократска или административна постапка. Така да велам, тоа е силен одговор на сите напади и неаргументирани тврдења дека нешто во Прилеп било уназадено. Се разбира дека сме горди на проектот кој што е отпочнат, веќе трае и мислам дека за еден догледен временски период ќе заврши. Тоа е проектот на пречистителна станица, нели, канализациона мрежа со пречистителна станица, 30 милиони евра, грант од Европската унија, со што Прилеп навистина ќе стане еден од најсредените градови по однос на тоа прашање, а сите нели со нетрпение го очекуваме и проектот експресен пат Прилеп градско, со кој што Прилеп дефинитивно ќе биде дел од големите центри каде што ќе може да се дистрибуира. И тоа што од секогаш таму ни е рак рана. Факт е дека проектите сами за себе, како што велите и вие, зборуваат дека голем дел од обвинувањата кои што стигнуваат од спротивната страна се не аргументирани, меѓутоа веројатно граѓаните веќе се свесни и гледаат што се е направено, па можеби ќе може да донесат правилен суд, да знаат која е вистината или на чија страна е вистината. Во најавата јас уште кажав со оглед на тоа што и времето за жал е немилосрдно. Истовремено вие сте и председател на управниот одбор во болницата. И тоа ни е една рак рана, условно ќе ја речам, бидејќи често пати и нашите граѓани знаат да упатат поплаки во смисла колку или каков е квалитетот на услугите кои што ги нуди болницата и така натаму. Како председател на управниот одбор, што можеме да кажеме, колку е сега во моментов болницата, на кое ниво е стигната во однос на апарати медицински, во однос на она што го презеровте околу фасадите, дограмата и така натаму, можеме ли да се повалиме со нешто? Значи, за жал, можеби некогаш пиарот на некоја институција е полош од колку што е реалната ситуација, заради тоа што не гледам дека Прилепската болница има дисконтинуитет во пружањето на квалитетни здравствени услуги од секундарен тип. Затоа се гаранција реформите кои што се направени во работењето на самата институција, но и исто така и инвестиционите зафати во реконструкција на самиот објект, како и она што представува двоен ефект за пружање на квалитетна здравствена заштита, нели, соодветна опрема која што доликува на медицината од 21 век, и се разбира она што долгорочно е силен капитал, тоа се вработени, нели, во овие 8 години во Прилепската општа болница се вработени повеќе од 120 исклучително лица како медицински персонал и помошен медицински персонал, и за многу краток временски период, согласно законската одредба на владата за регулирање на статусот на волонтерите, околу 60 лица до крајот на идната година ќе имаат редовен работен однос и една социјална сигурност. Тоа е она што најгенерално можам да кажам. Од актуелните случувања ние не криеме дека работиме во сложени финансиски услови со оглед на блокираната сметка, меѓутоа она што е важно дека со надчовечки напори на раководството на болницата, тука мислам на управниот одбор и на директорот и неговите помошници, менаџерскиот тим, во соработка, значи огромно разбирање од страна на министерството
за здравство, Министерството за финансии и владата на Република Македонија, односно челните луѓе, господинот Никола Тодоров, господинот Зоран Ставрески и лично премиерот Никола Груевски, значи овозможија во овој временски период да се случи веќе третата реконструкција на самиот објект. Значи самиот објект од кога е направен воопшто не е реконструиран и тогаш значи кога се правел во тогашни медицински услови. Денеска се тие субстандарди и медицината нели како една од најбрзо растечките гранки мора да се одговори на треба да има нови можности. Дефинитивно. Значи сакале или не. Првиот најважен чекор кој што го направивме уште во 2007 и 2008 година, кој што сите знаете и денеска се користат услугите во инфективното одделение. Потоа во 2009 година ја реконструиравме нели болницата во делот на воспоставување на ефикасна енергетска дограма, енергетска ефикасна дограма, како сакате. Потоа станица за медицински гасови, исто така беше реконструиран едниот блок на санитарните јазли, што представуваше рак рана на самиот објект и се разбира, направивме подготовка за влезот и комплетна градежна опременост на ургентното одделение, без која што не може да се замисли еден. Дефинитивно тоа ќе беше моето следно прашање, докаде е тука работата со ургентното одделение, бидејќи го најавуваме подолго време. Би потенцирал дека минатата недела беа луѓето од проектната единица при Министерството за здравство. Овде морам да изразам јавна благодарност до поголем број на проектантски кујки кои што изработеа проекти со кои што ние се представивме пред проектната единица. Тие ги зедоа во предвид тие проекти, се разбира дека онаму каде што треба ќе ги осовременат и ќе ги дополнат или ќе изработат комплетно нови и тоа ќе биде вовед во распишувањето на тендер за јавна постапка за избор на изведувач, во кој што ќе биде реконструиран вториот блок на санитарните јазли, ќе се осовременат хируршките сали и се разбира дека дел од средствата ќе бидат наменети за реконструкција на лифтовите и за доколку останат средства, нели во една тендерска постапка секогаш рачунуваме на пат на цената, дека ќе се инвестира во подовите и таваните на болницата. Со тоа што на таков начин болницата ќе биде комплетно реконструирана и ќе биде болница која што ќе однос на апаратурата е често пати се зборуваше околу мамографот и така натаму тие апарати што се посуштествени. Пратена е спецификација да се дополни постоечката опрема која што имаме. Се надевам дека Министерството за здравство исто така ќе го земе предвид фактор дека недостасува поголем дел можеби од опремата, со што ќе се имаме 4 општини кои што ги обслужуваат. Гравитираат Прилепската болница и регионална болница. За многу кратко време веќе е отпочната тендерската постапка, меѓутоа Комисијата за јавни набавки најде некои забелешки во распишувањето на тендерот за ургентното одделение во смисла на опрема. Ние ќе ги коригираме тие забелешки и за многу кратко време ќе се распиши тендерот и се надевам дека некаде до почетокот или средината на есенскиот дел од оваа година дека ќе имаме ново ургентно одделение. И уште едно прашање по однос на тоа, често пати се спомнува и недостигот од лекари. Значи вие нешто на почетокот напомнавте, меѓутоа еве особено на гинекологија го спомнуваат тој проблем дека или специјалисти на другите одделенија кои недостигаат, ќе можеме ли тоа да го надминеме? Значи околу повеќе од 30 лекари веќе се упатени на специјализација, некои се во почетна фаза, некои се во средниот дел на остварување на специјалистичките програми, а некои се во завршна фаза. Ние во континуитет имаме побарувања, меѓутоа за жал во Прилепската општина нема невработени доктори. Тоа е еден вака куриозитет. И доколку има, ние сме спремни да ги прифатиме тие доктори и за еден догледен временски период тие да се приклучат во работењето на Прилепската болница. Се надевам дека и тој кадровски проблем за догледно време во соработка со Министерството за здравство ќе биде решен. Нели гледате дека има програма Министерството за здравство, сегде онаму каде што недостасуваат разни видови на специјалистички кадри, онаму каде што ги има во клиниките или во другите државни институции, тие да бидат дел од неделното или месечното работење на општите болници во внатрешност. Да, гледам дека и нашата болница, значи ги прави тие напори подолго време наназад, значи пациентите да не се почувствуваат доаѓа до размена на нели нашите анестезиолози пружаат здравствени услуги во Кичево, во Кичевската и во Битолската болница. Од Битолската болница во овој временски период доаѓаат гинеколози
и таа Така, размена на кадри, значи во континуитет ќе продолжи се во интерес на поквалитетна здравствена услуга од секундарен тип за пациентите од Прилеп и од регионот. Со оглед на тоа што веќе и времето ни измина, разговорот ќе го завршиме онака како и што го започнавме. Има уште една, намерно го оставив тоа прашање, значи за крај, уште еден условно голем момент кој е закажан за 17 мај. Дали мислите дека тоа што го најавува опозицијата ќе промени нешто многу или она што го кажавте и на почетокот што многу добро го елабориравте дека продолжувате вие на тој курс, нема ништо да предизвика некои тектонски пореметувања, ќе ги наречем. Значи, за очекувањето од 17 мај најдобро е да ги прашате луѓето кои што го раководат локалното или централно, кои што се еве како човек инволвиран во политиката. политиката. Како ние, како ВМРО ДПМН, имаме многу јасно изразена стратегија како понатаму да действуваме, да се трансформираме во една модерна, десно-центристичка партија. Воведуваме многу нови методологии кои што треба да бидат дел од Пред се правот на толеранција изгледа е многу висок. Јас морам да кажам бидејќи и граѓаните реагираат зошто се дозволува. Остануваме на курсот на позитивна политичка партија. За таа цел велам заради можеби неодговорното однесување на опозицијата по однос на стратешки важни прашања во овој временски период, ние воведовме еден вид на управувачки менеджмент. Тој предвидува значи една силна внатрепартиска комуникација од најтривијални дневни работи до едни прашања кои што задираат можеби во државни или национални интереси. Меѓутоа, секогаш превладува силата на аргументите и тоа представува официјален став на нашата партија. Исто така би кажал дека имаме многу активна партиска партиципација во тоа како да се дојде до подобра идеја и како таа идеја да биде проект. Преку управувачкиот менеджмент ние всушност како методологија за работа на нашиот општински комитет и на нашата партија всушност ги вагаме сите понатамошни динамични процеси што би произлегло од една таква идеја и како таква идеја од идеја да дојде до финален производ, односно до проект кој што ќе биде сигурно идентификуван со што би се задоволила определена потреба на нашите сограѓани во поголем дел или би се подигнал нивото на животен стандард во нашиот град. Ние ќе останеме на тој курс за 17 мај треба да одговара оној кој што го предвидува тој проект. Јас се надевам дека сите политички партии ќе најдат сила да се однесуваат одговорно и се надевам дека исто така одговорно ќе реагираат институциите. А особено и граѓаните да знаат да препознаат дека незадоволството, насилството или анархијата никому добро не му носи, небитно од која страна доаѓа. Благодарам за разговорот, мислам дека ете од прилика на граѓаните му дадовме можност да видат, да слушнат како размислувате во вашата партија, бидејќи реков за жал случувањата сите подеднакво не тангираат, небитно кој на која политичка партија припаѓа, пред се како граѓани, како македонци. Благодарам за можноста да ги презентираме нашите ставови. Се надевам дека и во иднина ќе имаме ваква конструктивна соработка за кој што за многу актуелни прашања ќе ги слушнете официјалните ставови и на нашата партија и се разбира на институциите кои што ги предводи ВМРО ДПМН. Да се надеваме дека секи си остане како што треба да биде, да се реализираат проектите и Македонија да продолжи понатаму на својот пат, па да биде тоа во интерес на сите. Благодарам уште еднаш, а вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. До нашето следно дружење, до нашата следна емисија ви посакувам се најдобро, имајте добро здравие, а вечерва уживајте со програмата на Канал Визија. Пријатно и до гледање.